На состанокот на парламентарци од земјите членки на НАТО во Варшава, генералниот секретар Јенс Столтенберг оцени дека сајбер нападите и труењето на поранешниот руски шпион, што тој и го препиша на Русија, укажува на се побезобзирното однесување на најголемиот сосед на НАТО. Тој додаде и дека Москва значително го зголеми своето воено присуство на границите со НАТО. Сепак, како што изјави, силната и цврста порака до Русија мора да биде комбинирана со отворено за диалог, за да се избегнат опасни ситуации. We have to understand that Russia is our neighbor. Russia is there to stay. So we need to find this combination of having a strong and firm message and being very clear when they violate international law. Од друга страна, полскиот председател Анджей Дуда, говорејќи на крајот од состанокот, изјави дека Русија не е заинтересирана за чесен и конструктивен диалог. Trzeba jednak podkreślić, że doświadczenia ostatnich 2 lat nie tylko nie dały jakichkolwiek podstaw do powrotu do szerszej współpracy NATO-Rosja, ale pokazały, że Moskwa nie jest zainteresowana uczciwym, konstruktywnym dialogiem. Земјите членки на НАТО, Полска и Балтичките држави, сега имаат мултинационални баталјони од околу 1000 војници во секоја земја, како дел од потезите на НАТО за подобрување на одбраната на регионот по руската анексија на Крим. Полскиот премиер Матеош Моравиецки пак оцени дека гасоводот Северен поток 2 од Русија до Германија, чија подготвителна работа започна во минатата недела, представува закана за Европа. Dzisiaj Zgromadzenie Parlamentarne NATO musi sobie zadać pytanie, czy wspólne bezpieczeństwo nie zostanie zagrożone. Gazociąg Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i solidarności Europy. Jesteśmy świadkami przełomowych chwil. Нафтоводот ќе го удвои извозниот капацитет на Русија на 55 милиарди кубни метри во Германија. Источноевропските и балтичките држави се плашат дека со тоа ќе се зголеми потпирањето на Европа врз рускиот газ и ќе биде подкопан профитабилниот транзитен гасовод преку Украина.